Во текот на изминатите неколку месеци, постојано се консултиравме со нашите стручни соработници од Центарот за биоинформатика и постојано од нив добивавме различни совети и насоки за справување со различни проблеми. Но прашањата од вас постојано доаѓаат, па затоа решивме да се осврнеме на најчесто поставуваните прашања и за нас во оваа прилика да ги одговори психолог Тамара Трифуновска од Центарот за биоинформатика. Прашањата, а и одговорите ги имаме во продолжение. Едно од најчестите поставувани прашања од пациентите е дали е потребна претходна подготовка. В случајов за скенот не е потребна никаква претходна подготовка, се прави комплетен скен на целото тело, се мери функцијата на сите органи на телото. Скенот е потполно безбеден за секоја возраст, нема никакво зрачење, не е инвазивен и, како што ви реков, не треба никаква претходна подготовка за истиот. Единствено нешто што треба да поднесете со вас е доколку имате некоја претходна документација од претходни испитувања правено, па да се разгледа истата. Најчести поставувани прашања за дијагнози се дали третираме аутизам, онколошки заболувања, генетски заболувања, проблеми со психичкото и менталното здравје и така натака. Исто така, пациентите многу често прашуваат колку време би се задржале тука. Значи, скенот кај дечиња трае 2 до 3 минутки, потоа се прави интерпретација на добиените резултати и севкупно би се задржале околу час и половина до 2. Кај возрастни скенот трае 10 минути, следи потоа исто интерпретација на добиените резултати, исто и кај возрастните би се задржале околу час и половина до 2. Исто така многу често се јавуваат пациенти кои што имаат срцеви заболувања, за кои што ние пак имаме одлични резултати, значи почнувајќи од пациенти кои што се веќе 80 години плюс, со функција на срце од 20 и 30%, стигаме до функција на срце до 60%. Знаат често да се јават да прашаат за локацијата, еве сега ќе ви напоменам и на вас, ние се наоѓаме на Средноводно во комплексот на Црвен крст, веднаш над Джечарата.